Кампањата македонско најдобро се проширува. По земјоделските производи наскоро ќе бидат опфатени и кондиторските производи, а потоа и други домашни артикли. Владата е во постојана координација со Стопанската комора и групациите на производители, а намерата е да се поттикне промена на навиките на граѓаните и да се зајакне конкурентноста на економијата, со цел да се обезбедат поодржливи цени на долг рок. Нареден чекор покрај земјоделските производи, ќе имаме проширување со кондиторските производи и понатаму чекор по чекор ќе бидат опфатени и сите други македонски производи во оваа кампања. Ние навистина треба како граѓани на оваа држава да и препознаваме македонските производи, да даваме предност на македонските производи, бидејќи на таков начин индиректно и ја поддржуваме македонската економија и производни капацитети. Од владата порачуваат дека поддршката на домашното производство и почитувањето на законот за нефер трговски практики се клучот за стабилни цени и поефикасен пазар. Од наредната година заменик министерот најави и поголеми казни за сите кои нема да го почитуваат. Имаме сознание дека одредени маркети навистина го почитуваат законот за нефер трговски практики, меѓутоа има и некои кои од оние кажувања и сознание кои ги имаме во одреден дел не ги почитуваат. Јас само во оваа прилика сакам да ги охрабрам сите добавувачи, производители, сите оние кои имаат договори со трговците на мало и на големо, кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики, фактички да го пријават тоа во КЗК, кое што е казниво. Ристевски вели дека интервенциите со стоковните резерви остануваат еден од инструментите за стабилизирање на цените, но новата стратегија е тие да се надополнуваат исклучиво со македонски производи. Од Стопанската комора велат дека се во постојана комуникација со големите ланци маркети за спроведување на законот за нефер трговска практика. Целта е да се обезбеди поголема транспарентност и доверба меѓу трговците и производителите. Мојата улога е да балансирам меѓу нив и то особено во такви ситуации. И мислам дека тоа ќе направиме врз основа на законот и врз основа на изјавата на премиерот кој јасно кажа дека нема веќе да има мешање во ограничувањето на тоа. А ќе се, како корекција на тоа, треба да се активираат стоковите резерви и другите механизми кои што ќе воведат ред на пазарот. Азиски смета дека инфлацијата е реално прикажана од Заводот за статистика, но предупредува дека ограничување на цените со сила е невозможно и популистички. Решенијата треба да доаѓаат институционално преку стоковните резерви и еднакви правила на игра, а не со административни интервенции. Владата според Азиски вели дека треба да ги стави институциите во функција на стабилизирање на пазарот.